Идниот месец Джеймс Бонд и Ленд Ровер ќе имаат заедничка премиера во најновото филмско остварување за тајниот агент 007. Со децении во служба на нејзиното височество, овие две легендарни имиња секој на свој начин ја расширија славата на британската империја широм светот. Затоа и не треба да изненадува што токму принцот од Велс официјално ги пушти во работа новите истражувачки капацитети на Jaguar Land Rover во Ковентри. Со назив Национален центар за автомобилски иновации, тоа е еден од најголемите европски истражувачки и развојни објекти. Лоциран на Универзитетот во Ворвик, ќе ги обезбеди знаењата на академската заедница, инженерите и дизајнерите кои ќе се соочат со новите предизвици на мобилноста. На 33.000 квадратни метри тие заеднички ќе обликуваат иднината на глобалната автомобилска индустрија, за што на располагање им стојат најмодерните технологии. Покрај Jaguar Land Rover, инвестиција од 150 милиони фунти ја подкрепија неговата матична компанија Tata Motors и секако британската влада. Првиот проект веќе е познат, тоа е компактно автономно возило наменето за градска употреба. Направено е на флексибилна електрична платформа која овозможува да се користи за различни намени. Има само 4 метри, но располага со голем натрешен простор за превоз на патници или пак дистрибуција на стока. Дел од мисијата на Jaguar Land Rover наречена Destination Zero, која има за цел да се овозможи транспорт со нула емисии, без сообраќајни несреќи и сообраќајни гужви. Од идната година ќе се најде на улиците на Ковентри како подвижна лабораторија во која неговите креатори ќе развијат високофункционална основа за мобилноста на иднината интегрирана во секојдневниот живот.